ова е уште една приказна, вистинска, репортажно подготвена за уште едно успешно представување на членовите на фолклорниот ансамбл Тиквеш, кој работи при Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци, надвор од границите на Македонија. Насред зима, со позитивна енергија, со многу љубов и желба да се презентира сопствениот фолклор и традиција, кавадаречките играорци од 23 до 28 јануари оваа тековна 2004 година остварија гостување во соседна Србија. По покана од културно-уметничкото друштво Свети Сава од Белград и културно-уметничкото друштво Агрожив од Владимировац, фолклорниот ансамбл Тиквеш реализираше учество на меѓународниот етно фестивал на национална храна во Белград и имаше целовечерни концерти во Владимировац и Алибунар, места во Војводина, во близина на Белград, во самата рамнина на Банат. Но да почнеме од почетокот. Во Владимировац се пристигна во раните вечерни часови на 23 јануари. Запознавање со домаќините од Кут Агрожив, сместување и одмор пред 4-дневната концертна активност. А првиот концерт дојде утредента на 24 јануари во Белград на Гран Прито на меѓународниот етно фестивал на национална храна со учество во фолклорниот дел на оваа голема манифестација. Целиот настан се одвиваше во бројните сали на ресторанот Ексклузив во центарот на Белград на Кнез Михајлова, специјално преуреден за фестивалот. А таму бројни штандови со производи и храна од Србија, Црна Гора, Индонезија, Босна и се разбира нивниот фолклор во жива изведба. Меѓу сите нив, Домот на културата од Кавадарци имаше свој штанд, скромен, но со голема посетеност и интерес кај бројните гости. Беа представени производите на винарската визба Тиквеш, на Мепос оператива, винарија Чекорови, Фотоекспрес и Фото Фуджи, а меѓу другото беше представена и работата на Домот на културата и ансамблот Тиквеш како негов составен дел. Ансамблот се представи со повеќе кореографии на македонски народни песни и игри со вокалниот солист Петре Пењушков, придружувани од Народниот оркестар на Домот на културата и тоа на задоволство на сите посетители. Тоа изгледаше вака.
За учество на овој фестивал, фолклорниот ансамбл Тиквеш доби специјален пехар и плакета, за што како поздрав од кавадарци, директорот на Домот на културата Александар Балинков, на директорката на фестивалот и подари пригодни поклони со кавадаречки карактеристики и секако заедничка фотографија во успешниот настап, а Белград пак со температура под нулата, со снег во наговестување и пред главниот настап беше освоен. Неделата 25 јануари не пречека во Владимировац. Место од 7-8 илјади жители, гостопримливи, во што се уверивме од нашите пријатели од Кут Агрожив. Да, и Владимировац беше покриен со снег, со температура далеку под нулата, но тоа не беше никаква пречка во тамошниот Дом на култура да не се случи одличен целовечерен фолклорен хепенинг. Со учество на домаќините и на фолклорниот ансамбл Тиквеш, публиката во преполнетата сала доживеа ноќ за која долго ќе раскажува. Бурни аплаузи и повторни враќања на сцената, кавдаречките играоци во топ форма. Но, погледнете и сами во минутите што следуваат.
По заслужениот одмор во топлите домови на нашите пријатели од Владимировац во понеделникот на 26 јануари, заедно со членовите на КУД Агрожив, фолклорниот ансамбл Тикве се упати кон Алибунар, инаку општински центар, на закажаниот целовечерен концерт во Домот на културата во ова место. Пред самиот настап, проба на подготвената програма, се со цел македонскиот фолклор да го освои и ова место. Сушност, на подготвените кавадарички играорци, тоа им појде од рака уште на самиот почеток од средбата со публиката во Алибунар. Обемниот видеоматеријал кој го реализиравме само докажува дека младите членови на ансамблот Тиквеш од се срце го направија она за што и појдоа, да ја представат Македонија, да го представат кавадарци максимално сериозно, а силните аплаузи и во Алибунар беа потврда дека тоа успешно го направија.
Последниот ден од гостувањето на фолклорниот ансамбл Тиквеш во Србија беше резервиран за Белград, а таму, во предпладневните часови, планирана и остварена посета на компанијата Флорида Бел, собственост на кавдарчанецот кој долги години живее и успешно работи во Белград, господинот Тоде Белевски. Господин Белевски организираше заеднички ручек за кавдаречките играорци, изразувајќи почит кон нивната работа, со желба во најскоро време да се оствари подолгорочна соработка. Снегот кој тој ден почна интензивно да паѓа во Белград, не го поремети планираниот распоред и по кратката и снежна прошетка низ Белград, автобусот на компанијата Самвел со членовите на ансамблот тргна кон последната дестинација и местото на последниот настап на оваа турнеја. А последниот настап беше дел од големиот јубилеен концерт по повод 25 години постоење на едно од најдобрите српски фолклорни друштва Свети Сава од Белград, каде што членовите на ансамблот Тиквеш беа специјални гости. На самиот концерт гости беа многубројни солисти кои потекнуваат од ова друштво, а се долгогодишни исполнители на песните на основачот на друштвото Данило Живковиќ. А на сцената, во до крај исполнетата сала, вистински фолклорен празник. И, иако концертот траеше речиси 2,5 часа, публиката искрено ги наградуваше сите исполнители.
specijalnu čast da najavim naše dragi goste. To je Kulturno-umetničko društvo Tikveš iz Kavadaraca, Republika Makedonija. Директорот на Кавадаречкиот дом на култура Александар Малинков, поздравувајќи ги присутните, ги представи накратко 50 годишните активности на Домот во Кавадарци со осврт на фолклорната дејност, денес успешно реализирана од ансамблот Тиквеш. А белградската публика пак, меѓу кои бројни кавадарчани и македонци кои живеат во Белград, уживаа во македонската народна песна и оро, наградувајќи ги кавадаречките играоци со срдечен и долгав аплауз, искрено посакувајќи настапот да трае што подолго.
su dragi gosti iz Makedonije, kulturno-umetničko društvo Tikveš iz Kavadarevca. За на крај од оваа емисија, посветена на успешното гостување во Србија, кој го остварија членовите на фолклорниот ансамбл Тиквеш од Кавадарци, мораме да го одбележиме и тоа дека освен професионалците од танец, ансамблот Тиквеш е прв фолклорен ансамбл воопшто од Македонија, кој по повеќе од 10 години гостува во Белград. Снегот кој кавадаречките играоци ги пречека на почетокот од гостувањето, успеа и да ги испрати назад во Кавадарци. Реакциите од успешното гостување ќе траат се до следното представување на еден од големите светски фолклорни фестивали, со желби Кавадарци и Македонија да добијат нови пријатели и почитувачи на македонскиот фолклор и традиција.